нацртаме уште подлабоки црвени линии во однос на македонското прашање и оние идентитетски карактеристики наши кои што се обидоа со сите сили да ги избришат надворешните непријатели наши, петата колонија внатрешните непријатели кои што живеа рамо до нас. Ќе биде можеби непријатно одредени ситуации, ќе биде тешко, но ако ВМРО работи според она што го ветуваше на изборите, според својата програма, тоа го кажав и вечерта кога победи на изборите, не треба да се плаши од ништо ако го има македонскиот народ како ветер у грб. Така што пукајте јако, плачи птичкиве нека си плачат и понатаму, соседиве што сакаат нека прават, ќе биде тешко, ти наметне економско ембарго, нема да биде баш лесна работа, но мудрите филозофи рекле не постои свет, не постои нешто што нема алтернатива. Доста го труевте 30 години народот со приказната немаме друга алтернатива освен ЕУ, немаме друга алтернатива освен НАТО, имаме бе. Светот е полн алтернативи и ти секогаш можеш да најдеш патче како да избегнеш одредена неправда, одредена штета што ти се прави, одреден зло што ти се прави, како водата што секогаш пронаоѓа пат, нели која да излезе надвор на некоја површина или нешто, така и човекот тоа е способност, мислам, на секое интелигентно суштество да пронаоѓа решенија, а решението никогаш не е едно, како што рече големиот Сократ, кој беше исклучително паметен човек, без разлика тоа ќе кажете некој си сакал момчиња, тоа стара Грција било ко добар ден, али не е все тоа важно, како што рече Сократ, светот не е црно и бел. Туку светот е составен од 50-100 нијанси на сиво. И доста перете, му миете мозокот на народот со тоа нема алтернативи. Секогаш има. Секогаш. И веројатно, ВМРО и Мицковски, ако тргнат во оваа авантура, како што тешка авантура, тешко патешествие, затоа што тие претходно ни го заборчија животот на македонците, Тачевци дуи, ако веќе тргнат вистина во таа авантура, реко убава авантура, сигурно веќе имаат и што се вика она некаков бекап, некакви алтернативи да се пребродат сите премрежија што одејќи по тој пат на враќање на македонското достоинство може да ни се испречат. Уште еднаш ги посакувам на ВМРО-вците не 65, 72 пратеника да добијат со коалицијата. Веќе немојте да ми ги дуете знаете што со приказните, ама тоа значи апсолутна власт. Ме заболе патка, ако значи апсолутна власт и што значи апсолутната власт. И како може апсолутната власт да те натера да лебдиш 2 метри над земја. Ме заболе.
вратете го достоинството, да заборавиме на понижувањата што ги доживеевме изминативе 6 години, а галиба тоа да се случи и не може поинаку освен со апсолутна власт. Мора некој да каже, вака ќе не правиме и баш не заболе што ќе кажат останатите. А тие останатите, што ќе кажат, па баш не заболе. Тие нека мислат сега како побрзо да избегаат кај Максо у партија, најдобро би им било, ако е Максо доволно глуп да ги прими, затоа што добро се тамо кај него и од таа партија и сите се, реално кога ќе гледаш, но ако ги прими овие од Бродов што потона, треба да знае дека за 6 месеци партијата ќе му направат бордел. Така да оставаме тоа на нив, на него, на Максо, ако сака да ги прими као сирачиња. Нека ги прими се, јеби ga. Но више, вашето мислење е неважно. Неважно. Не Филипче да го ставите за нов председател, а Филипче да ќе го ставаат за председател. О, Боже мој! Тој што еба мајката во време на короната, ни еба мајката на сите, па него за председател. Гледате ли колку паметни им иде на тие СДС? Гледате ли? Човекот кој што знаеме како замина кога напушти министерско место здравство кога заврши короната. Знаеме колку натанкан замина. Знаеме што правеа, како правеа, со таков скандал, што го прчеа тамо овие ири, како се викаат на што правеле со ова која изгоре модуларната болница у Тетово. Со таков скандал, кретените од СДС ставаа таков човек што е уплеткан у такви скандали. Не зборам со вакцините, приказната со вакцинацијата, лагите, манипулациите што ги сервира од тоа министерство, карантините, затварањата по дома. Да не зборам, сите знаете какви беа тоа измачувања и замисли будали. Изгубија избори катастрофално. ВМРО-вциве ги измочаа, што се вика, и овие прават сега кобајаки реформа и главен кандидат за председател име Филипче. Тоа тоа бе, не знам, тоа ставите клjuč тамо у партија, не се заебавајте, очигледно со овој потез покажавте дека ни се каете за тоа што го направивте на македонци во изминативе 6 години, ниту се каете, а што е уште потрагично, вие уште не разбирате реално зашто ги изгубивте изборите. Ако го ставате Филипче за нов председател, или тој не знам, деспотовски или не. Ама еве Филипче ви е најјак кандидат. Вие сте бре ненормални бе. Ставите клjuč на врата тамо. Не се заебавајте. Значи, да завршам пак позитивно со видеоролнава. Мицковски, ВМРО ДПМН, перајте си, додека одите по патот што 6 години ви го покажуваше овој народ по кој што треба да тргнете, за да се осети, да се почувствува пак како народ. Не се плашете, тој народ ќе ви биде заштита од сите сатани околу вас. Мал народ сме, но доволно силни кога ќе застанеме еден за друг, да бидеме тврд, цврст орев, кој што било кој од страна, дали биле Амери, Бугари, Грци, нема баш да се осудат во таква ситуација да го загризат, кога ќе знаат дека народот, македонскиот народ, исто мисли со оние кои што тој ги одбрал да ги води. Да го води, право. Така,
останете во добро расположение и не се плашете од ништо. Веќе поинаку се диши.